Почитувани родители, ученици, граѓани. Министерството за образование и наука останува на ставот за носење на целосно нов закон за учебници, со кој се воведуваат современи материјали за учење и се нуди можност за дигитализација. Во интерес на објективно и вистинито информирање на јавноста, би сакале да ви укажеме дека овој закон за учебници е усогласен со стратешките документи и препораки донесени од Европската комисија, со кои се однесуваат на образованието и дигитализацијата како обликување на дигиталната иднина на Европа, во чиј фокус се развој на дигиталните вештини на учениците, креирање и употреба на дигитални и наставни материјали и трансформација на училиштата во средини во кои се негуваат и развиваат дигиталните вештини и компетенции на учениците со крајна цел поголема инклузивност и зголемување на квалитетот на образовниот процес. Здравствената криза го стави учењето од далечина во центарот на образовните практики. Тоа ја истакна потребата од унапредување на дигиталното образование и неговото третирање како клуч на стратешка цел за висококвалитетно учење и учење во дигиталното време. Како што ќе се надминува фазата на вонредна состојба, наметната од избувнувањето на пандемијата, така ќе расте потребата од развивање стратешки и долгорочен пристап кон дигиталното образование и обука. Спомнатите иницијативи ќе треба да понудат начини за подобрување на квалитетот, особено во однос на основните и дигиталните вештини, да го направат училишното образование поинклузивно и родово чувствително и да ги подобрат постигањата на учениците. Испраќаме апел и ги повикуваме граѓаните и родителите да не подлегнуваат на грубите лаги и политички манипулации, пласирани во јавност, кои се однесуваат на Законот за учебници и работата на Министерството за образование и наука.